Почитувани колеги пратеници, еден од најважните извештаи го разгледуваме денес, тоа е извештајот на Државната комисија за спречување на корупција, извештај на 173 страни, 2/3 од овој извештај се статистички показатели, односно табели кои што ни кажуваат за каков тип на предмети работела Државната комисија за спречување на корупција. Меѓутоа, генерално еден извештај кој што ги содржи сите оние законски елементи кои што треба да ги содржи извештајот кој што доаѓа до собранието, и ние само го разгледуваме, нели, како извештај, по него не гласаме. Треба да ни биде показател овој извештај каде се движи државата и како во иднина треба да функционираме и да работиме. Може многу по овој извештај да се зборува, меѓутоа јас ќе го задржам своето право за пленарна седница малце подетално, а сега, иако е комисија, сосема на кратко. Она што мене највеќе ми паѓа во очи кај овој извештај, тоа е дека Државната комисија за спречување на корупција поднесла иницијативи за поведување постапки за кривично гонење по предмети од областа на корупцијата, 8 вкупно, по кои што јавното обвинителство не дал одговор по ниту еден. И ако се прашуваме зошто цвета корупцијата во државата, одговорот го имаме токму во овој извештај. Нити Државната комисија за спречување на корупција нешто посебно извештај за кривично правно гонење поднела, а пак јавното обвинителство и по тие што поднело воопшто не дал одговор. И ако вака функционираме, најдобро би било во одредени институции да исклучиме сијалицата за да не трошиме струја. Не станува збор за Државната комисија за спречување на корупција, сепак она постапила по нешто. Но јавното обвинителство за кое што ќе зборувам утре не постапило по ништо. И вака ние корупција не можеме да спречиме. Друго се оние прекршачни кои што вие ги пуштате и кои што ги имаат следење на состојбата на функционерите, каква им е нели отворени сметки, како се движи нивната состојба финансиска, односно имотот со кој што располагаат и слично, па прекршаци ако не пријавиле на време и така натаму и така натаму. Но тоа не ја спречува матичната корупција за која што ние се бориме. Овие предмети за кривично правно гонење ни се клучни и битни. А по овие предмети за кривично правно гонење, ако не постапува матичната институција јавното обвинителство, џабе се трудиме ние. И јас не сметам дека законите за кои што вие сте работеле се клучни. Ние немаме проблем со законите во државата. Ние имаме проблем дека државата и институциите не постапуваат по законите. Не може јавното обвинителство да дреме. И за нив ќе зборуваме утре. Утре ќе имаме извештај за јавното обвинителство. Они не постапуваат. Џабе сте пуштили ви 8 предмети ако вие не постапиле. Џабе имаме толков број на предмети во јавно обвинителство кои што не стојат во ФИОК. Џабе. И кога се прашуваме како држава, како пратеници во ова собрание, без разлика на политичките партии од кои што доаѓаме, зошто не можеме да ја спречиме корупцијата? Еве зошто не можеме да ја спречиме корупцијата. Па не се постапува, не се спречува по корупцијата. Вие сте постапиле, јавно обвинителство молчи. Не може така да спречиме корупција. Мора да почне да се одговара за корупција во оваа држава. И во контекст на тоа, тука ќе застанам, ќе зборуваме повеќе на парламентарната дебата кога ќе дојде во собранието на парламентарната сесија. Но во овој момент треба сите заедно да се запрашаме за нефункционирањето на институциите. И повторно ќе повторам. Во одредени институции, пред се во тоа јавно обвинителство, подобро е да ги исклучиме сијалиците да не трошат струја за џабе, пошто вака веќе не оди. Благодарам.